Драги браќа и сестри, утринска богослужба со песната број 37. Песната број 37. Сега во Христово име тука сме соберени. Словото му драгоцено, радосно да слушаме. Помеѓу нас биди ти, о Господи, помеѓу нас биди ти, о Господи. Целата песна. Ке станеме да му благодариме на Бога. Господе Боже и Татко наш небесен, фала ти за ова нова прилика во која можеме да дојдеме заедно соберни во Христово име, браќа и сестри, да те славиме Господи, да пееме духовни песни и да дозволиме Словото Твое богато да се сели во срцата наши, како што не учиш преку Словото Твое. Господе, ако Ти не си со нас, напразно ќе биде нашето собирање.
Затоа си кажал дека во Твое име да се собираме. Господи, помогни секој да дошол од срце чисто во името Твое, за да се нахранеме од Твојата духовна храна. Фала Ти, Господи, што Ти си не обеќал дека не само човек од леп ќе живее, туку и од секој збор што излегува од устата Твоја. Господи, благослови ги сите собирања по целиот свет, секаде каде што се собираат браќата и сестрите, познати и непознати. Секаде излего Твојот татков благослов. Помогни, Господи, на немочните, на старите, болните. Помогни на тие што се оскрбени, што тажат по своите изгубени. Господе, помогни на сите. Сите имаме потреба од Тебе. Води не преку целиот наш живот. Фала Ти што не водеше до сега. Се оставаме и препуштаме во Твоите таткови и любезни раце и оваа богослужба, исполнена со Светиот Дух, говори на срцата наши. Во името на Исуса Христа Ти се прослави. Амин. За ова неделна утринска богослужба ќе прочитам текст од Словото Божјо, а тоа е Галатјаните, 4 глава, од 8 до 11 стих. Галатјаните, 4 глава, од 8 до 11 стих. Но тогаш, бидејќи Бога не го познававте, им служевте на богови кои по својата природа не се богови. А сега, откако го познавте Бога, или подобро, откако Бог ве позна, како тоа пак да се враќате кон слабите и лоши стихии, на кои пак сакате одново да им служите? Гледате на деновите, месеците, времињата и годините. Се плашам за вас да не би случајно залудно да сум се трудел меѓу вас. Толку од Словото Божјо. Сега ќе испееме втората песна, предвидена за оваа богослужба. Песната број 127. Песната 127. Таму на Голгота стои подигнат крст. Тој е символ на најсрамна смрт. Јас го любам тој крст на тој казнет на кој казнет со смрт беше Исус за грешниот свет. И со почит го гледам тој крст, животот мој што го измени. Надеж моја тој престар крст, круна небесна ми подари. Целата песна.
еден ден на небо, јас ќе сум повикан. Сакам да искажам сочувство за фамилијата Цекови, за смртта на Павле Цеков. Тој беше проповедник овде во Колешино едно време, потоа замина за Словачка и таму ја продолжи својата мисијска служба. Господ нека ги утеше ближните. За ова богослужба го имаме текстот на апостол Павле во Галатјани 4 глава 8 до 9 стих. Повеќе за них ќе се задржам. Од 3 глава 26 стих до 4 глава 7 стих апостол Павле докажува дека верните не се под законот, затоа што се посвинети преку верата во Господ Исус Христос. Најголем дар за човештвото е Господ Исус Христос. И сите што ќе поверуват во Него имат право од Бога Отецот да се наречат синови и ќерки Божи. Без Христос никој нема право да се нарече дете Божјо и е под осуда на законот. Сите луѓе се под осуда на законот, ако го немат Христос за свој личен спасител. Евреите биле и се под осуда на законот директно, а незнабоците индиректно. Независно од тоа за кои луѓе се работи, за евреи или не евреи, за сите важи Словото Божјо во Јована 3:36. Кој верува во Синот, има живот вечен. А кој не верува во Синот, нема да види живот, но гневот Божи ќе биде врз него. Од Галатјаните 4 глава 8 стих натаму апостол Павле објаснува што значи новозаветните верници да се враќаат на Мојсеевиот закон. Кога христијаните би се вратили на законот, би било неразумно, затоа што тие не се под законот, туку под благодатта. Пораката на Евангелието е сосем јасна. По благодат сте спасени. И тоа преку верата, и тоа не е од вас Божи дар. Ефесијаните 2:8. Но тоа не значи дека Евангелието води кон антиномијанизам, тоест во беззаконие. Евангелието што апостол Павле го проповеда, не го оправдува беззаконието, туку го осудува. Евангелието произведува живот на вистинска побожност. И не само тоа, туку и ништо друго не може да произведе вистинска побожност и посветеност на Бога, освен Евангелието. Затоа, враќање на законот е неразумно. И до сега апостолот укажуваше на тоа, но од овде натаму, тоа го прави на посебен начин. Галатјаните пред да станат христијани биле паганци, многобожци, но Господ се смилувал над нив со тоа што им го пратил апостол Павле да им го проповеда Евангелието. И тие го слушнале Евангелието, поверувале во Господ Исус Христос и станале деца Божи. Го примиле Светиот Дух и станале дел од Христовата црква. Но кога апостолот не бил помеѓу нив, Сатаната им пратил лажни учители и преку нив ги смутил, ги насочил во погрешен правец. Сатаната знае дека верните сакаат да му угодат на Бога и затоа им понудува погрешно решение. Дошли јудејците од Ерусалим, се представиле дека се испратени од апостолите и им кажеле дека не е доволно само да се верува во Христос, но потребно е да се држи и Мојсеевиот закон како услов за спасение. Да се држи законот е правиот начин да му се угодува на Бога и духовно да се напредува. Така училе тие. Но Павле им напишал, не, тоа не е вистина. Тоа е сотонска измама. Во Галатјаните 2:6 им вели,
преку делата од законот нема да се оправда ниедна плод, туку само преку верата во Исуса Христа. Кога Павле отидел во Галатија, им го проповедал Евангелието, а не законот. Преку послушноста на Евангелието, тие станале деца Божи, а не преку законот. Враќање од Евангелието на законот е враќање од слобода во робство, од паѓање од благодатта. Евангелието зборува за Христос, за неговата жртва, за неговата света крв, која ги чисти нашите гревови, за крстот Христов, за Божјата благодат, а тоа сотоната не може да го поднесе. А Павле во своите посланија, скоро во секој стих, го споменува Господ Исус Христос. Пред да поверуваат во Христа, галатјаните биле многобожци и служиле на идоли и биле робови на гревот. Во Галатјаните 4:8-9 Павле ги потсеќа на тоа какви биле порано. Но тогаш, бидејќи Бога не го познававте, им служевте на богови кои по својата природа не се богови. Бога не го познававте. Тие биле паганци, ништо не знаеле за Бога. Биле пагански атеисти. Тоа била нивната позадина. А во 9 стих им вели, а сега откако го познавте Бога. Пред да го слушнат Евангелието, не го познавале Бога. А кога го слушнале и примиле Евангелието, го познале Бога и стапиле во интимна, блиска врска со Него. До вчера немале појма за правиот Бог, а сега Бог им ги отворил очите и срцата, за да го примат и да станат Негови деца, а Тој нивен небесен татко. Има два вида атеисти во светот. Прво е атеизам од незнаење. Такви биле галатјаните. Такви се денес некои племења во џунглите на Јужна Америка, во Африка, во Индонезија, на островите на Нова Гвинеја и така натаму. Тие немаат контакт со цивилизираниот свет и никогаш не слушнале за вистинскиот Бог. Затоа се во незнаење. На интернет може да видите какви племења се регистрирани по тие места и некои од нив не ни сакаат да имат допир со цивилизираниот свет. Одбиваат секаков контакт. А во цивилизираниот свет има филозофски атеизам. Тие луѓе атеисти се трудат да докажат дека нема Бог. Таков вид атеизам е дарвинизмот. Дарвин е човекот што е измислил теоријата на еволуцијата. Така е и марксизмот. Маркс учел дека религијата е опиум за народот. Такви се и многу други филозофи кои се трудат да докажат дека нема Бог. Во цивилизираниот свет сите луѓе слушнале за вистинскиот Бог. Тука се средствата на модерната технологија. Радио, телевизија, интернет, цркви кои ги има по целиот свет. Но сепак има луѓе кои не сакаат да веруваат во Бога. Се убедуваат себе си дека нема Бог, иако совеста им зборува дека има Бог. И такви атеисти од првата или втората група да поверуваат, тоа е чудо Божјо. Тоа е милост Божја, тоа е чудо на Божјата благодат. Има и многу религиозни луѓе, но не се обратени, не се на новородени. Такви били и евреите, знаеле за Бога, биле религиозни, но не биле обратени. Само да се верува во Бога не е доволно. Библијата вели дека и демоните веруваат во Бога и треперат од Него. Потребно е да веруваме во Бога, но потребно е и да му веруваме на Бога, на секој Негов збор. За Аврам пишува, Аврам му поверува на Бога и тоа му се прими за оправдание. Галатјани 3:6. Галатјаните биле паганисти, но Бог ги спасил преку проповедувањето на Евангелието преку апостол Павле.
Тие биле робови на гревот, пред да се обратат. Павле знаел во каква состојба биле порано. Порано не го познавале Бога, но им служеле и робувале на идоли. Немале никаква надеж за еднината. Која е дефиницијата за роб? Роб е човек кој нема слобода, нема достоинство и нема никаква надеж за еднината. Тоа е роб. Робот работи цел ден од утро до вечер, без плата, без право на глас. Такви биле галатјаните, такви се сите луѓе без Христа. Му робуваат на гревот, немаат духовна слобода, немаат надеж за вечен живот, немаат право да се наречат деца Божи. Им служивте на богови кои по својата природа не се богови. Предмети или кипови, направени од дрво, камен или метал, не може да бидат богови. Тоа е мртва материја. Пророк Исаја пишува за тоа во 44 глава, 9 стих вели: оние што прават идоли, сите се ништожни. Нивните скапоценности не донесуваат никаква корист. Тие сами се сведоци за тоа. Тие не гледаат, ниту разбираат и затоа ќе им бидат за срам. Оние што прават идоли се ништожни, вели пророкот. Зошто се ништожни? Затоа што сами си прават идол од дрво, камен или метал и потоа, вели пророкот, му се поклонуват, паѓат ничком пред него и му се молат и вели: спаси ме, зашто ти си мој Бог. Не знаат, ниту разбираат, заслепени им се очите, за да не гледаат, и срцата нивни, за да не разбираат. Во 17 и 18 стих. Такви се сите незнабожци, ништожни, незналици, неразумни, заслепени. Тако бил и Авраам, таткото на Израел. Вака му вели Бог на својот народ Израел. Во Исаја 51, 1-2. Послушајте ме вие што копнеете за правда. Вие кои го барате Господа. Погледајте ја карпата од која сте исечени и длабочината на јамата од која сте извлечени. Погледајте го Авраам, вашиот татко, и Сара која ве родила, зашто и јас го повикав него кога беше сам. Го благословив и го умножив. Кој бил Авраам, која била Сара? Биле чисти паганци. Кога ги повикал Бог, биле безбожници. Затоа Бог им вели на неговите потомци: не заборавајте од каде бевте извадени и спасени. Тоа не е ваше дело. Тоа е дело на Божјата благодат. Тоа било милост Божја, кога Авраам бил повикан од Ур Халдејски. Луѓето што заборават од каква карпа се исечени и од каква јама се извлечени, од какво слепило се спасени, брзо може да отидат во погрешен правец и да мислат дека се нешто посебно. Галатјаните заборавиле како Бог ги спасил. Паднале духовно и мислеле дека сега се попаметни, па може дури апостол Павле да го учат. Станале горди, му свртиле грб на Павле, заборавиле од каква кал ги извадил Бог. Павле знаел од каква кал ги извадил Бог. Во време на апостол Павле, фарисеите биле најгорди луѓе. Тие се фалеле со својата нација, со својата религија, со своите пророци, со Мојси, со Авраам, со Светото писмо. Тие го познавале вистинскиот Бог, а незнабожците не. Тие на незнабожците гледале со презир. Кога некои јудејци дошле во Галатија, ги презирале обратените галатјани. Почнале да им се фалат, кои се они. Вие знаете ли кои сме ние? Ние сме Израел, Божиот народ. И училе дека треба да се обрезуват и да го пазат законот Мојси, ако сакат да се спасат.
А галатяните, кои претходно биле незнабожци, добиле комплекс на помала вредност во однос на нив, која ги слушале како се фалат. И затоа веднаш го прифатиле јудејското учење. Патот до спасението, до вечниот живот, до Бога, не води преку обрезанието, преку законот, но преку Исуса Христа. Христос го вели ова во Јована 14:6. Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при Отецот, освен преку мене. Во Јована 17:3 Исус го вели ова. Живот вечен е тоа да те познаат тебе, единствениот вистински Бог и испратениот од тебе Исуса Христа. Што е живот вечен? Живот вечен е да го познаеме единиот вистински Бог преку Исуса Христа. Преку Исуса Христа може да го познаеме Бога како наш небесен татко. И тоа на интимен начин. Како го познале Бога галатјаните? Преку Евангелието Христово, што Павле им го проповедал. А сега, откако го познавте Бога, или подобро, откако Бог ве позна, им вели апостол. Зошто е додадено тоа откако, или подобро, откако Бог ве позна? Сака да каже дека галатјаните не се спасиле сами, туку Бог ги спасил. Да не мислат дека они се спасиле преку своите добри дела, туку преку Божјата милост. Ако Бог не се смилеше на нив и на нас денеска, ние никогаш немаше да го познаеме Бога. Во Римјаните 8:30 Павле вели: оние што ги предопредели, нив и ги повика. И кој ги повика, нив и ги оправда. Кој ги оправда, нив и ги прослави. А апостол Јован во 1 Јованово 4:10 вели: во тоа се состои љубовта, што не ние го засакавме Бога, туку Бог нас не возлюби и го прати Синот свој, за да ги очисти гревовите наши. Кој го направил првиот чекор? Ние или Бог? Бог нас не возлюби прво. Тоа никогаш не треба да го заборавиме. Дека прво Бог не возлюбил нас, а потоа ние Него. Тоа е науката за избереност. Бог знае се однапред. Бог е создател на целиот универзум и се е под Негова контрола. Бог е присутен насекаде и знае се. Бог го познава секој човек што бил, што е и што ќе биде на оваа земја. Он ги познава и мислите наши, и плановите наши. Тој знае се. Бог не треба да расте во знаењето, како ние што растеме. Но Бог има совршено знаење за се. Бог е сезнајущ. Бог нас не познава целосно. Бог не познава затоа што не избрал уште пред создавањето на светот. На Тимотеј апостол Павле му напишал дека Бог не спаси и не повика кон своето звање, не поради нашите дела, туку по својата добра волја и благодатта, што ни е дадена во Христа Исуса пред вечните времења. 2 Тимотеја 1:9. Бог знал се однапред. Кои ќе бидат нашите родители, каде и кога ќе се родиме и така натаму. Бог нас не избрал пред да се родиме и не познал. А ние сме го познали Него кога сме поверували. Тогаш Бог ни ги отворил духовните очи и сме го познали Него. Како наш небесен татко. И кога погледнеме назад во нашиот живот, сваќаме дека Бог нас не чувал, се грижил за нас и ни дал прилика да го слушнеме Евангелието и да поверуваме. Понатаму апостолот им поставува едно прашање на галатјаните. Како тоа пак да се враќате кон слабите и лоши стихи, на кои пак сакате одново да им служите?
Како е можно од состојбата на паганизам, мрак, робство, незнаење, Бог ве спаси, ве избави и ве постави во интимна заедница со себе преку Христос. И ви го даде Светиот Дух. Сега повторно да се враќате назад во мрак. Како е можно? Галатјаните немали изговор за тоа, што го направиле, но постои одговор на тоа прашање. Прва причина за паѓање е неверството. Го послушале ѓаволот, биле измамени. Паѓањето доаѓа кога ќе станеме егоцентрични, а потоа доаѓа самоправедноста, станале како фарисеите, отпаднале од благодатта. Втора причина за паѓање е телесноста. Во телесност се паѓа кога ќе си кажеме спасението е вечно, не се губи. И сега може да правиме што сакаме. Они што така мислат, заборават зошто ги спасил Господ. Првата заблуда е самоправедност. Ако мислиме дека преку делата на законот ќе се спасиме, ќе паднеме во самоправедност. Враќање на законот е како враќање во паганизмот, така вели апостол Павле. Се враќате кон слабите и лоши стихии. Но на што се вратили галатјаните? На јудеизам. Враќање на јудеизам е исто со враќање на слаби и лоши стихии. Галатјаните се спасили од паганизмот. Дошле во христијанството, па се вратиле во јудаизмот. Галатјаните не отпаднале, но паднале во неверство дека спасението е по благодат. Враќањето на законот Павле го нарекува враќање на слаби и лоши стихии. Зошто? Еве што им вели во Римјаните 8:3-4. Она што законот не можеше да го направи, бидејќи беше ослабен поради телото, го изврши Бог, испраќајќи го Синот свој во тело, слично на телото од гревот. И поради гревот, он го осуди гревот во телото, за да се оправда законот во нас, кои живееме не по телото, туку по духот. Што е тоа што законот не може да го направи? Законот не може да не спаси. Не затоа што е слаб или лош, туку затоа што ние сме слаби и не можеме да го исполниме. Нашето тело е слабо и грешно. Верните на оваа земја се во тело. Законот е даден само за да не осуди. Законот не осудува што сме грешни и не проколнува што не може да го исполниме. И апостол Павле ја сознал својата грешност преку законот. Па вели во Римјаните 7:24. Несреќен човек сум јас. Кој ќе ме избави од ова тело на смрт? Сите што сакат преку закона да се оправдат, се несреќни, мизерни и бедни. Галатјаните кои биле порано паганци, биле несреќни, мизерни и бедни. Потоа биле спасени преку Евангелието, а потоа биле заведени од јудејците и на тој начин пак се вратиле во првобитната состојба. Тие не биле свесни за тоа. Тие мислеле дека сега духовно напредуваат, но Павле им вели, не напредувате, туку назадувате. Сатаната не сака верните да напредуваат, но да назадуваат, а тоа е да се падне во фарисејство или во телесност. Посланието до галатјаните има за цел да не зајакне во верата и да не утеши ако паднеме духовно. Галатјаните паднале во јудеизам, а тоа воопшто не било ни потребно. Апостолот им вели, гледате на деновите, месеците, времињата и годините, се плашам за вас, да не би случајно залудно да сум се трудел меѓу вас. Прво ги теши и потсеќа дека тие го прифатиле Евангелието, што тој им го проповедал, како резултат на нивната искрена вера во Христа, дошле во интимна врска со Бога преку Светиот Дух. Па дури и чуда правил Бог меѓу нив. Тоа Павле го спомнува во Галатјаните 3:5. И потоа вели и прашува, преку делата на законот ли го врши тоа Бог
или преку послушноста на верата. И сега во Галатјани 4:9 го со чудење пак ги праша. Како тоа пак да се враќат? Тоа што се случило со галатјаните треба да биде големо предупредување за сите христијани од тогаш па до денес. Ниеден верник нема да биде поштеден од сатаната. Тоа треба да го знае. Секој ќе биде искушуван со цел да биде заведен во погрешен правец. Можно е да застанеме од тесниот пат толку многу, што и за нас ќе важи прашањето на апостол Павле. Како тоа пак да се враќате кон светски работи? Правите верници може да направат некои чудни и неразумни работи. Затоа во Галатјаните 6:1 вели: браќа, и да падне човек во некаков грев, вие духовните поправајте го таков со духот на кротост, пазејќи се и вие да не бидете искушани. Ако некој христијанин падне во некаков грев, не треба избрзано да кажеме дека не е прав верник. Не треба да судиме избрзано. Ако е прав верник, ќе се покае и ќе се врати назад на правиот пат. Ако не, ќе се замине во светот. Галатјаните застраниле од Евангелието и Павле како душогрижник сака да им помогне да ја согледат својата грешка. Тие сгрешиле теолошки, отишле под закон, а коринтјаните отишле во телесни гревови. Тоа е сатанска тактика. Тој постојано крои планови како да не заведе. Ако некој падне во грев, Павле советува да се коригира тој човек, но со духот на кротост. Апостол Павле бил загрижен за галатјаните. Се плашам за вас, да не би случајно залуд да сум се трудел меѓу вас. Галатјаните не се враќале во паганизам, од кој биле извадени, но се враќале во јудаизм. А јудаизмот не е подобар од паганизмот према апостол Павле, ако некој мисли дека преку тоа ќе се спаси. Тие го познале Бога, а сега сакат да бидат јудејци. Гледате на деновите, месеците, времињата и годините. Со тие зборови Павле сака да им каже на овие поранешни незнабожци: каква врска имате сега вие незнабожци со еврејските празници? Сакате да ги празнувате еврејските празници. Што знаете вие за втора и трета книга Мојсеева? Вие мислите дека нешто ви е скратено, дека сте немале некои привилегии што ги имале евреите, па сега се обидувате да компензирате со тоа што ќе се вратите назад и ќе станете евреи. Вие мислите да ги држите еврејските празници и обрезанието, и со тоа мислите дека нешто ќе добиете. Со тоа ништо не добивате. Со враќањето во јудеизмот, галатјаните го негирале своето спасение по благодат. Го негирале се она што Евангелието го направило за нив. Тие се враќале на она од што Павле бил избавен и сите други евреи што поверувале во Христа. Во Галатија дошле јудејци и им кажале на верните: вие сега треба да го држите целиот закон и да се обрезувате, ако сакате да се спасите. Кога го слушнал тоа апостол Павле, бил многу вознемирен. Нема врска тоа што они порано не биле евреи, туку незнабожци. Важно е, битно е тоа што поверувале во Христа. Бидејќи без Христос никој не може да се спаси. Па кој да е тоа? Самиот Павле бил евреин од евреите. Фарисеј по законот бил без мана, безпрекорен. Го опишува тоа во Филипјани 3 глава. И потоа од 4 до 6 стих продолжува: но тоа што беше за мене придобивка, поради Христа го сметав за штета. Затоа сметам дека и се друго е штета спрема преважното познавање на Христа Исуса, мојот Господ.
поради кого се одреков од се и се сметам за отпад, само за да го придобијам Христа и да се најдам во Него. Не со својата од законот праведност, туку со придобивката преку верата во Христа, односно со праведноста од Бога преку верата. Павле знаел што зборува. Ништо не добивате со тоа што се враќате во јудаизмот. Не добивате, но губите. Јас бев во јудаизмот, па сето тоа го сметам за отпад, а не добивка во однос на Христа. Почнале да гледат на денови месеци. Овие работи се дел од церемонијалниот закон. Зашто се работи тука? На што мисли тука апостолот? Тука се мисли на празнување на еврејски празници, почнувајќи од саботата па до седмичните години. Гледате на денови. На кој ден се мисли тука? Тука се мисли на саботата, на седмичната сабота. Јудејците им кажале дека не можат да се спасат ако не ја празнуваат саботата. Еве што им напишал за тоа апостол Павле на Колосјаните. Во 2 глава 16-17 стих. Никој нека не ве осудува за јадење или пиење, или за некој празник, или за млад месец, или сабота. Тоа е сенката на еднината, а телото е Христос. Павле сака да каже дека христијаните, оние што го прифатиле Христос, никој нема право да ги осудува за јадење или пиење, дали јадат свинско или не јадат, дали пијат кафе или не пијат, дали да ја празнуваат саботата или не. Никој нема право да ги осудува. Овие празници спаѓаат во церемонијалниот закон. Тоа е сенка на едината, она што ќе дојде. А телото, стварноста е Христос. Целиот церемонијален закон го представува Христос, кој требало да дојде. А кога ќе дојде Христос, целиот церемонијален закон ќе престане. Затоа сега, откако е дојден Христос, нашата сабота е Христос, затоа што тој вели: дојдете при мене, сите вие уморени и натоварени, и јас ќе ви успокојам. Другиот превод вели: јас ќе ви дадам одмор. Матеј 11:28. Затоа сега нашиот одмор е Христос, а не саботата. Одморот се наоѓа во Христа, а не во сабота. Сабота била сенка на стварноста, а тоа е Христос. Значи, она упатувала на Христос. Она била слика на она што требало да дојде. Еве еден практичен пример. Например, кога еден маж кој е оженет отиде во војска. Неговата жена гледа во неговата слика и го чека да се врати. А кога ќе се врати мажот, дали жената ќе продолжи да ја гледа сликата и понатаму? Се разбира дека не. Што ќе е сликата кога нејзиниот маж е покрај неа? А ако продолжи да ја гледа сликата, со тоа што го игнорира мажот, ќе речеме, тоа е ненормално. Нешто не е во ред, нели? Така и со верните, сега од Новиот Завет. Ненормално е да се враќаме на сликите од Стариот Завет, кога сега го имаме Христос покрај нас и со нас. Сликите се слики, а стварноста е Христос. Откако е дојден Христос, сликите веќе не ни се потребни. Во Колосјаните 2:14 пишува и тоа дека старозаветниот закон кој зборува за сенките, Христос го заковал на крстот и тука е неговиот крај. Тука нека биде и крајот на ова проповед. Наредниот пат ќе продолжиме со оваа тема, ако даде Господ. Ќе разгледаме подетално за деновите, месеците, времињата и годините за кои зборува Павле. Ќе видиме дека се работи за еврејски празници од Стариот Завет. Ќе видиме
и нивното, ќе го видиме нивното пророчко значење. Што значат тие за нас, христијаните? Има ли ние новозаветните верници празници? Ако има, што значат тие за нас? Има ли тука некои строги прописи или не? И така натаму. Со помош Божја, тоа ќе го разгледаме наредниот пат. Сега ќе завршам со зборовите на апостол Павле, со кои тој вообичаено ги завршува неговите посланија. Благодата на нашиот Господ Исус Христос нека биде со сите вас. Амин. Ќе станеме да му благодариме на Бога. Господи Боже, Татко наш небесен, колку многу треба да ти благодариме, што ако не била Твојата милост, Твојата благодат, ние никогаш немаше да те познаеме Тебе. Но бидејќи Ти си не возлюбил и си не познал, уште пред светот да го создадеш, си се објавил на нас, мизерните, недостојните. Господи, кој сме ние толку многу не возлюбил? Фала Ти за Твојата милост и за Твојата благодат. Во името на Исуса Христа. Амин. Последната песна за оваа богослужба е песната број 41. Песната број 41. Остани со нас, ноќ настапува, биди покрај нас, иде темнина. И кога секој друг не напушти, Ти вечен Боже со нас остани.
Се надевам дека такви които бидат твоите песни. Втората песна подрати Станко Федорина. И ми понудија песна, јас што го купам песната толку. Стварно не добра песна. Така добра песна. Боснийски македонски ритм, типична македонска песна. Фестивал како што на типото што ќе да биде показ за Андо. А јас се надевам дека соработката и со другите автори, ама посебно со Драги Станков што ја продолжи во идеја, затоа што има ли? голем број хитови на голем број македонски звезди, па во оваа песна гледам дека веќе се препознати. Тој е голем професионалец, да. Тоа се препознати и тој веруваше многу, значи во мене, веројатно сигурно човекот, затоа што ме предложил мене јас да бидам тој изведувач на таа песна. Кај него снимавме друга песна во студио. Благодаря на децата. Сега, ако нема некои информации, старата недела пак во 10 часот, богослужба. Со тоа богослужбата е завршена. Господ нека благослови сите вас. Да, сега време да слушаме, нели, една од твоите, односно тоа најновото, последното што го работете, Ладовскиот настап, ти, Кирен